Здраво, стрелци! Ајде да зирнеме што не очекува втората половина на 2022. Да видиме што носи секој месец поединечно. Значи, за секој месец ќе спомнеме по една-две кратки пораки, но важни. Значи, она што остава впечаток, она што ќе направи импакт врз нашиот живот. Ќе се фокусираме само за тие пораки, не за ситници, за да може за сите да позборуваме месеци. И ова се разбира, се пораки за сите вас. Вие сите ќе знаете дека не може се да е за вас. Значи, она што е за вас, ќе си го почувствувате. Нека ве води, она што не е, едноставно отфрлете и да започнеме. Да видиме што носи месец јули за вас, стрелците. Месец јули, интересна работа ќе се случи, нешто кое сте го отфрлиле, нешто во минатото е ова, значи зборуваме за нешто од порано. Дури сте заборавиле на ова. Ќе ги опишеме енергиите вака поубаво, значи за да знаете за што се работи. Значи, некој од вас буквално сте започнале нешто многу одамна и не сте го ни довршиле, едноставно сте го оставиле така да стои настрана и сте заборавиле дури дека постои. И сега, во јули, тоа како од ведро небо нешто доаѓа во врска со тоа. Дали самото ќе се појави некако, ќе ви светне како идеја, дали некој друг ќе го спомене, дали некој друг ќе го побара, ќе го поттикне нешто во вас да се подсетите на тоа. И самото тоа подсетување доаѓа во вид на успех. Дали може би ова што сте го започнале сега на некој начин во вашиот живот ќе донесе успех? Дали пак е нешто кое вие многу одамна го посакувавте, се надевавте, копнеевте, фантазиравте, меѓутоа не се случуваше и вие го оставивте позади. Го оставивте едноставно, продолживте со животот напред и го оставивте. Видовте дека тоа не се случува. Едноставно ве разочара и толку. Сега во јули доаѓа многу некако со една интензивна енергија, со нешто многу оштро, силно, не е во никој случај лошо, меѓутоа така брзо, силно, агресивно дури, но со цел да ви покаже дека сега доаѓа со успех. Значи, ова повторно се враќа во вашиот живот за да ви донесе успех. Како тоа ќе се случи во вашиот живот, ќе се видите вие, меѓутоа нешто од порано на што сте завртиле, на што сте свртеле грб веќе, сега одеднаш се јавува како изненадување и ќе ве направи пресреќни, горди, успешни и задоволни. Да видиме што носи август. Август месец за вас, стрелците, е месец на големи промени. Август месец ќе се случи нешто судбинско. Ова не е случајно, буквално судбинско. Нешто од кое нити има бегање, нити пак може да го отфрлите, нити може сами со сила да го направите. Не е лошо во никој случај, напротив, нешто многу убаво. Ова е нешто, некој циклус завршил во вашиот живот. Циклус каде што вие бевте несигурни, каде што вие бевте во една нестабилна ситуација, ама буквално нестабилна, без разлика како тоа во вашиот живот се одвиваше, кај некого во љубовта, кај некого во кариерата, кај некого во домот, кај некого во здравието, ментално, психичко, физичко, какво и да. Вие бевте, ама долго беше ова беше еден долг процес, во една несигурност, нестабилност,
во едно незнаење, во едно едноставно не беа работите како што треба, долго траеше. Сега тркалото се врти, јасно ќе ви се даде до знаење дека нештата сега се менуваат драстично ќе се сменат. Вие некако во август месец ќе сватите, еден дел од вас ќе сватите зошто сте всушност дојдени на овој свет. Не знам, нешто ќе се случи големо во вашиот живот. Еден друг дел од вас пак конечно ќе застанат на позицијата на која што требаше од секогаш да бидете, а тоа не се случуваше со години можеби. На позицијата, кога велам, тоа значи дека и внатре во вашата душа, во вашата психа, во вашиот ум, тоа може да значи физички, надворешно некаде во некоја позиција. Како и да е таа позиција, вие бевте излезени од тоа еден долг период и сега конечно се враќате таму каде што припаѓате, таму каде што ви е местото и таму за каде што всушност сте дојдени вие на овој свет. Значи циклусот завршил, лекциите завршиле, тестирањето завршило, конечно доаѓате на себе. Дел од вас пак да е вклучен на некој близнак, некоја вага, нешто во врска со тоа, дали тој ќе ви помогне, дали ќе ви инспирира, дали пак како и да е, помошта ќе дојде само преку идеи, преку зборови, преку совети. Во нешто ќе биде вклучен. Не за сите, за некои да, а некои од вас пак вие само доаѓате во таа позиција каде што сега мудроста, знаењето, способноста ви се изострени до совршенство. Да, вие ќе доживеете совршенство во август месец. Голем месец, навистина голем, затоа вака се фокусирам многу на ова. Ајде да видиме сега септември. Септември месец конфликтен некако. Мислам дека еден голем дел од остатокот на годината вие ќе бидете во конфликтна ситуација, затоа што не убави работи се случуваат, меѓутоа вие или не сте навикнати на убави работи, или пак не знаете да уживате во убави работи. И затоа што јас гледам, се случуваат убави работи, меѓутоа вие повторно сте во некоја состојба на духот каде не е таа убава и возвишена состојба, така ниски вибрации, ниска енергија. Некои вести во врска со домот, со семејството, со некоја шкорпија во вашиот живот. Некакви вести доаѓаат. Дали некој ќе се сели, дали некој заминува, нешто такво, некој ќе оди некаде. Вестиве се најверојатно околу тоа, а па за еден друг дел од вас вестиве се дека доаѓа понудата, може би од шкорпија доаѓа, може би не, може би од некој кој ви значи, доаѓа понуда, ова има само емотивно значење, никакво материјално, никакво друго значење нема, значи оваа понуда ќе ве направи среќни и задоволни. Не знам, конфликт на енергија зашто вие некако не знаете да уживате во ова. Ова што доаѓа многу убаво. Сака да ви ги растера мислите, оваа понуда, оваа енергија, ова што доаѓа кон вас, но вие не се давате, сакате да си стоите во вашите мисли, каде што, кажав, вие сте на една ниска вибрација, каде што нема некаков жар, некаков страст. Значи, август, септември месец, не ја пропуштајте оваа убава енергија. Од страна доаѓаат многу убави енергии. Излезете вие од вашата школка малку и погледнете наоколу. Ќе се почувствувате многу подобро, ако сте во друштво, ако сте со луѓе што ви значат, ќе бидете многу подобро. И не бидете и наетливи, затоа што
Гледам дека понуда некоја доаѓа, дали за извинување, дали за понуда да ве извади од таа некоја ситуација, но вие сте наетливи, не сакате да ги прифатите овие нешта. Јас овде колку што гледам, совет е да си ги прифатите по секоја цена, зашто се сите добри и прекрасни работи што доаѓаат кон вас. Одиме со октомври. Октомври месец повторно, значи вие сте, вашата состојба е многу добра, меѓутоа вие не се чувствувате задоволни нешто. Вие сакате уште повеќе, вие фантазирате за нешто сосема друго. Како вас можеби љубовта што доаѓа, од каде што доаѓа, не ве прави среќни, вие сакате да дојде од друго место, можеби финансиите од каде што доаѓаат не ве прават среќни, сакате да доаѓаат од друго место. Нешто такво ве мачи. Вие посакувате нешто друго, иако имате доволно од тоа што го посакувате, меѓутоа сакате поинакво да е и друго да е и од другде да доаѓа, така нешто, таква енергија ќе ве обкружува и тоа верувајте дека само ќе ве чува во ситуација да не уживате. Уживајте ги моментиве, многу убави се моменти, преубави моменти доаѓаат. Но вие не си давате себе си да уживате во тоа. Зошто ги испуштате? Немојте да ги испуштате. Ова се многу убави моменти и за вас лично, и за вашите најмили, за вашите најблиски. Буквално. Има некој во октомври месец, има некој кој сте го оставиле настрана, сте го изоставиле од вашиот живот. Можеби вие сте го изоставиле, можеби не знаете дека некој така се чувствува, изоставен, отфрлен, осамен, почнал да се чувствува многу лошо во врска со тоа, многу лошо, и може да развие некои дури негативни мисли за вас. И сега, ако ви погледнете околу вас на тие што ви значат, што правите со нив, колку правите, дали доволно љубов им пружате, дали доволно внимание, ако ви значат, се разбира. Ако не е тоа сега, ние не може да знаеме кој надворешно се чувствува отфрлен, ако нас воопшто не ни е потребен таков човек. Сега одиме со ноември. Ноември месец е месец каде што завршува некоја мака, некоја кавга, некоја расправија, некоја конфликтна ситуација, некоја битка, некоја борба завршува. Вие сега конечно ќе завладеете со ситуацијата. Каква и да е, вие знаете вашиот живот, дали е љубов, дали е кариера, дали се пари, дали семејство, дом, каква и да е, ако беше конфликтна, секаде каде што беше таквата ситуација конфликтна, сега конечно ќе завладеете со ситуацијата, конечно ќе постигнете некаков успех во нешто. Можеби на почеток нема да ви изгледа онај фантастичен, меѓутоа ќе се уверите на крајот од месецот дека конечно сте завладеале и сега сте моќни да носите и одлуки и да уживате во нешто, како и да е. Убав месец почнува не толку фантастично, завршува со една преубава енергија. И декември годината ќе ја завршите на тој начин што некој ќе разбуди во вас некоја заспана енергија, заспана љубов, заспани чувства, некои ќе разбуди во вас. Тој некој можеби е овен, можеби не е овен, можеби е само некој моќен, но интуитивен човек, некој како завиен во некоја тајност, некој каде што не може да допрете така лесно за да го откриете, да му ги прочитате мислите. Меѓутоа, доаѓа кај вас да разбуди некои заспани чувства. Како постигне тоа, и советот и препораката за вас е да излезете, да се разбудите од тие заспани чувства и да го прифатите ова што доаѓа, ако сакате да доживеете успех.
Значи не си бидете самите себе си пречка. Тоа е советот за вас за остатокот од оваа година. Затоа што се она што доаѓа, не го блокирајте, се што доаѓа е преубаво. Единствено што ќе сгрешите ако вие го блокирате, ако бидете во изолација, ако се чувате настрано од се, само така ќе го блокирате. И прилика, тоа е тоа што може да се каже овде за вас, стрелците. Се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!